Очигледно дека овој наш јубилеј 10 години од нашите училишни лиги е се помасовен и помасовен и ова година сме најмасовни. Имаме и нов член на нашето спортско седење, тоа се шахистите Ренат Консизони. Ова се 10-ти поред јубилејни ученички спортски игри на територија на општина Карпош, кој што има и есенски пролетен дел во фудбал, кошарка, одбојка за девојчиња и сега имаме и во шах. Учествуваат 11 училишта од територијата на општина Карпош. На крај се дуваат извонредни награди. Секоја година имаме изворедни надпревари во кои што целта ни е да учениците од општина Карпош почувствуваат во себе победнички дух, да се научат и да победуваат, но во исто време и да трпат порази и да сватат дека животот е една трка, една борба која што треба во континуитет да ја имаат. И наша цел е да од најрана возраст да ги потикнеме на спортување, да ги негуваат традициите спортски што ги имали претходните генерации, но во исто време и сите оние кои што не се надпреваруваат да живеат со тој спортски дух, односно да ги потикнуваат и да ги бодрат. Денеска ги отворивме, фактички ги започнуваме со тоа, со еден од мечевите, училишните спортски игри на подрачјето на општината Карпош, сврзана се разбира со нашата надлежност, која веќе во континуитет 10 години ја правиме, во спортот во основните училишта од општината Карпош. Вклучени се многу ученици, многу ученици во 4 спорта. Можам слободно да ги набројам. Тоа е лигата во одбојка за девојчиња, лигата во фудбал, лигата во кошарка и за прв пат ја промовиравме, иако минатата година веќе и одржавме една лига во шах, што е куриозитет и многу интересно нешто да се чуе и види, со оглед на тоа што општината Карпош го препознава и тој сегмент од спортот, нарекуван шах, кој за жал во Македонија 9 години некако да го подзаборавивме ние повозрастните. Ние се обидуваме на нашето подрачје шахот да го испромовираме на соодветно ниво, се разбира локално, а врзано секако со она што минатата година, односно тековнава година го направивме со Карпош Опен на европско ниво и со посетата на Александар Костенјук, првенката светска, се разбира, во шах 2010 година. Оно што е интересно споменем и тоа, дали можеби најдобрите ќе бидат стимулирани за да бидат уште поуспешни за до година? Одлично ме прашавте, без малку ќе го изумев оној најубавиот можеби дел. Секој од спортистите секогаш се надпреваруваат за нешто. Ние тоа го знаеме. Обезбедуваме без малку се за нивниот тренинг и надпревар, но она што е на крај за нив можеби и најбитно, бидејќи го вложиле својот труд, спортски се разбира, ние ги стимулираме. Значи, за најдобрите спортисти имаме стипендии, за најдобрите прогласени најдобри, да речеме стрелци во фудбалот, дали е тоа голман најдобар, дали е тоа MVP играч во кошарката, имаме стимулативни мерки, а тоа се парични награди кои учениците, верувате, ги заслужуваат. Можеби и повеќе од тоа, но нашите можности се тие.